Главната тема за денешната емисија ќе биде посветена на раноградинарите од Струмичко. Во Струмичко Банско веќе на големо почнува сезоната на производство, таму се почнати и првите берби, но веднаш се дочекани со увоз. Цената наместо вообичаените 10 денари од парче, колку што другите години ги продавале лутите пиперки, заради увозот кој што веќе го има во Македонија, веќе на старт цените им се 5 денари. Велат вака ако е сигнал ова за тоа каква ќе ни биде производната година, а вообичаено струмичаните од Банско го имаат првиот сигнал за тоа каква ќе биде годината, велат дека не е нарно ако продолжи ваквото системско нештитење на домашното производство и слободните увози, кои што често знаат да ги урнат нашите цени и да останат земјоделците да го вложат целиот труд, да дадат сета потребна агротехника, сите инвестиции и на крај кога ќе дојде за продажба, заради увозните производи да имаат преполовени откупни цени. Се наоѓаме во еден пластеник во малку понапредна фаза, дури може да кажеме меѓу првите што берат, по она што го гледаме тука веќе се втора, трета рака берба. Максимална искористеност на овој потенцијал, на овој регион. Токму тука го гледаме. Така, се наоѓаме во пластеник испод Белачкиот регион во село Банско, каде што сме присутни во насатот пиперка лута, кој што е во доста напредна фаза и каде што имаме веќе пред нас две берби веќе завршени. Колку што можеме да забележиме тука, се растенијата во доста јака кондиција и гледаме хабитусот на растението, прихранувањето на растението, претходното ѓубрење и значи према ситуацијата и согледувањето и самиот земјоделски производител досега е задоволен од неговото производство што е, влегуваме во условите на продажба и на цената која што е информативно незадоволителна за сегашниот период. Информативно имаме некои ситуации и од самите земјоделски производители дека имаме таква пиперка од увоз, кој што ние имаме доста такви култури, такво производство кој што е најрано и сме во насад каде што земјоделскиот производител е меѓу првите во Македонија кој што има берби од таквата пиперка, што значи треба да се внимава околу заштита на нашето сопствено производство, како за пиперката, кој што се работи за лута пиперка, како што значи ја согледуваме и другите култури кои што се однесува за од типот на капие, али блага. Особено во период на корона, кога имаме намалена побарувачка, угостителски објекти не работат, не е исто како други години. Да, тие се трудат од раните есенски денови или месеци да произведат расад и да дојдат во период во средината на јануари месец да имат веќе 2-3 берби. Што покажува тоа? Тоа покажува преголем интерес и да се појаваат на нашиот пазар, пред се на нашиот пазар со готов производ. Со готов производ и понуда на таквиот производ, меѓутоа согледувајќи и состојбата со пандемијата, се содруваат земјоделските производители со доста потешкотија околу пласовнот, пак и цената. И од таму ако ја додадеме и плюс увозот, тоа значи самиот земјоделски производител ќе дојде на границата над рентабилност. Тука се наоѓаме во еден пластеник кој што јас и согледувам начинот на самото конструкција. Загревањето е со термална вода, меѓутоа земјоделскиот производител има поставено и мулчфолија кој што и понатаму штити од порастот на плевели, меѓутоа и заштита над топлината од самите растенија. Што е позитивна страна една сега? Позитивна страна е од превисоката влажност, ниските температури и облачноста нема доволно простор и нема доволни услови за развој на таквото растение. Меѓутоа мулчфолијата може да ја спречи таквата влажност и оросување на самото растение, да не дојде до заболување понатаму, појавата на ботритис, гниење, појавата на пепелници, пламеници, црна дамкавост и така натаму. Значи, употребата над средствата за заштита, употребата над ѓубривата кои што се строго контролирани и строго рационално искористени во овој насад. Затоа имаме веќе и информативно 2 до 3
берби од таквиот насад. Меѓутоа и самите можеме да забележиме по самите растенија дека и цветови на самите растенија дека е во доста напредна фаза. Има доста свеж корнев систем, добар хабитус, отворени цветови што покажува. Ова е тука од пред 2 месеци на стално место, значи расадот почнал уште есента. Па тука значи ако има и 2 месеца расадо производство најмалку зборам, припрема на потпунат површината, значи е успешноста на земјоделскиот производител и затоа треба се внимава на таквите производители да не се содруваме барем со пласманот на нашето собствено земјоделско производство кое што сме дојшли веќе во периодот на јануари месец кога свежиот зеленчук нема достапност од наша страна. Немаме доволно количини, а и тие што ги произведуваме да ни створиме услови за да нормално ги пласираат и да бидат задоволни таквото производство и да ги стимулираме понатаму да произведуваат во тие периоди. Зборувам значи за периоди од јануари тока е до март месец кои што се најкритични и по временските услови и критични по самото одједување на таквите растенија. Ваквите облачни денови без сонце се сега најголем проблем. Тука топлина има, вода има, храна има, останува уште да ги послужи времето сончево, да има доволно сончеви денови. Моментално неповолни услови за развој над градинарските култури, бидејќи се наоѓаме во простор кај што се одгледуваат раноградинарски култури. Доста неповолен период. Зошто? Тие пластеници се заштитени со кровна заштита, плюс е основната заштита од полиетилен, станична заштита, а немаме доволно светлина. Што може да направи? При таквите ситуации, значи температурата и движењето на температурата треба да се сведе на испод 2-3 степена од нормалната што треба да биде. Бидејќи ако се зголеми во тие услови, гледајќи надвршната температура и унатрешната температура, со покачувањето на температурата, а немаме доволно светлина, ќе дојде до исциглување на самите растенија кои што отпосле при добри сончеви денови, при оптимални услови за развој, сите овие растенија ќе имат проблеми околу самиот развој, самиот квалитет и квантитет на истите. Значи ќе бидат доста склони на развој на болести и штетници и нема да бидат толку отпорни. Тука по-конкретно можеме да напоменеме дека во многу битен фактор и кај земјоделските производители и општо земено немаме други индивидуални или семејни земјоделски стопанства кои што имат услови на тој начин да произведуваат. И еден од условите кои што се тука, за разлика од покасно, значи тоа се пролетните, март, април, мај месец, каде што температурата е друга. Значи немаме осцилации на температурата и немаме трошкови околу загревањето. Тука овие луѓе кои што произведуваат или земјоделски стопанства кои што произведуваат доста рано градинарско производство се и те како за пример во нашата држава и потенцијал да се прошируваат и им се овозможат уште поголеми услови и контроли во текот на работењето за да произведат и квалитет и квантитет, како за домашниот пазар, за нашиот, така и со квалитет за извоз. Меѓутоа, овде каде што сме на ова место, кај што снимаме, тука се работи за пиперка од типот на капија. Не сметаме за капија од куртовска капија. Не е зајвар онанија што ја знаеме. Не, за свежа консумација, кој што ќе биде наскоро. Значи, овде сме на место каде што пред месец дена е расадена на стално место. И има претходно 2 месеци кој што беше во расадо производство. Меѓутоа и самите можеме да приметиме за месец дена колку добар има напредок во неа, добар развој. Веќе има заврзано и плодови. Има цветови и плодови отворени, што значи земјоделскиот производител се грижи околу состојбата на истите, што е тоа што треба да го направи. Треба да напоменеме и друга работа една. Овде на овие површини нема употреба на минерални ѓубрива. Исклучително е површината после бербените активности на претходната култура има употребено преговорено арско ѓубриво. Значи површината нема воопште до сега третирана со минерални ѓубрива. И
самото растение покажува дека е во добра кондиција, меѓутоа треба да се внимава и околу наводнувањето. Арските ѓубрева барат малку повеќе наводнување, меѓутоа сега во овој период и ова време, како што е пример денеска, со дожд, облачно време, треба да се внимава и на температурите внатре во пластениците, бидејќи обично земено нашите земјоделски производител, ако е надвор ладно, тие ја покачуваат температурата внатре, нема доволно светлина и доаѓа до исциглување на таквите растенија. Таквите растенија понатаму се слабо отпорни. При самото стабилизација на временските услови се покажуваат сите недостатоци и аномалии и изнежнување на таквите растенија што понатаму немат добар хабитус и немат добар развој на самите растенија. Затоа треба внимателно, дури е пожелно за некој степен да се намалат температурите со цел правилно да се развиват, бидејќи нема доволно светлина која што може да нормално да функционира самото растение. Сепак се работи за едно специфично производство, специфичен регион, во Специфично периоди кога време. не е вообичаено да имаме производство на градинарски култури. Така и специфично време кој што нема класично парно грејење, како што се оранжериите или стаклениците. Тука имаме пластеници кои што и самите можете да се види дека се со дупли полиетиленска платна, со тавански полиетиленска платна, плюс кровната конструкција, Па и преградни странично цидови. преградени ради заштита на топлината, бидејќи се работи за 1500 метра најмалку метри квадратни површина, што значи тука влегува доста број на такви растенија кои што мора да се внимава за секое растение поединечно како што е. Можеме да приметиме дека тие се веќе со везиво врзани од оздола према горе, што укажува понатаму со самиот развој и сортата, овие растенија се со повисок Ако дојме за месец-два ќе бидат догоре. До месец-два, значи ќе бидат и над самата жица, што значи на секоја интернодија има и плодови, цветови и плодови. Таква е сортата, производителот се одреди на такви сорти за одгледување повеќе години, каде што примети дека има успех во нив, има добра побарувачка за нив, меѓутоа е доста квалитетна и приносна. Кога сме ке побарувачката, оние што беа со лута пиперка годинава, лошо помина бидејќи фати короната, се затворија кафани, угостителски објекти, еве и годинава може и кај нив повторно да се одрази на слава побарувачка. Може би треба да се прави диверзификација, да се барат други алтернативни, еве како капијата, да не се оди само на лута пиперка. Така е. Значи, без обзир што спомнавме дека лутата пиперка успева добро. Значи, има и квалитет добар, и квантитет. Меѓутоа, во таквите временски услови и те како треба да се преориентираат луѓето не само на таквата пиперка, и ако нема потреба толку од неа. Има информации дека имаме увоз од таквата пиперка. Ако имаме и увоз од таквата пиперка за нашиот пазар, а имаме тука доста производство, посебно во Банско, меѓутоа веќе се појавуваат и другите населени места кои што се исто така со догревање, меѓутоа таму догревањето е со течни или цврсти горива, меѓутоа имат посадено ова лута пиперка која што еве кај нас најрано стасува. Во Македонија овој регион имаме производители кои што први имат таквите берби во Македонија се случуваат. Меѓутоа таквата ситуација која што ја спомнавме треба да се преориентират на пократок период на вегетација на растенијата и различен пласман, да стасува таквите растенија во различен период, не да стасуват сите во истиот период и ќе имат исто и берба. Во истиот период се појават на пазарите за пласман на истите производи. Затоа се појават таквата хиперпродукција која што е недобра нити за извоз, нити за самиот земјоделски производител кој што доаѓа на границата или испод границата над својот приход. Значи, му се зголемени трошковите и не може да ги покријат понатаму. Какав предизвик е заштитата? Специфично променливо време, со доста влага, со доста топлина. Да. Колку е предизвик заштитата? Како што спомнавме за самиот развој,
Иста е појавата и однос на заштитата. Дали се однесува заштитата од болести или од штетници. Значи тука се температурата се одржува значи од 15, пример 15 до 17 степени Целзиусови. Тука имаме услови за развој на болести, појава на пламеницата, појава на пепелница, појава на црна дамкавост, па понатаму ботритисот кој што е опасен во такви ситуации, значи со големена температура и влажност има услови за развој на таквото габично заболување. Меѓутоа не треба да се изостави и заштита од инсекти. Тука многу битно, немаме таква појава. Меѓутоа постепено се врши повремена заштита со инсектициди. Ќе спомнам, значи, спинтор или од групата на спиносати, кои што имат многу кратка каренца. Меѓутоа вршат доста улога или доста убава, доста квалитетна заштита односно на трипсот. А трипсот е инсект кој што се храни со толчникот, кој што е во самиот цвет, значи тоа што треба е најнежното во растението, со толчникот во цветот. Тука има успешност и не смеат производителите да ја остават на случајност, бидејќи тој брзо се развива, а инсект кој што слабо се приметува, додека не се приметува дека има опаѓање над цветовите, а немат плодови, заврзани плодови, кај што може да се види тоа. Тоа е исклучително од нападот на трипсот, исто така од минерите, исто така има опасност од напади на зелена гасеница, исто или совица. Употребата на препарати на база на делтамитрин. Тука треба да се внимават и да бидат насочени кон таквите препарати кои што имат кратката каренца, а успешност во самата заштита. Значи, кратка каренца, каде што нема да имат бојазност понатамо со таквите ситуации и таквиот зимски период, да се плюс температурите, меѓутоа во утрешниот период може да паднат на минус температурите, каде што можат да бидат припремени за таквите осцилации на температурите. Во овој период доста е познато и производството на зелка, во која фаза се, како е кај нив сега? Така е. Значи, нашо согледување од теренот има доста површини кои што се засадени со рана зелка. Имаме места кај што есенскиот период се засадија порано, имаме веќе сечење, значи берба на зелката. Имаме одредени места каде што е во фаза на заврзување или по 300-400 грама веќе има зелки веќе направени од плодовите. Имаме период кој што тек се засадува. Мене една ситуација ме радува што значи не е во исти период, не се содруваат во исти период, се идват засадувањето на стално место, што значи ако е тоа распоредено како што сега го гледаме, е распоредено, ќе немаме појава на таквата продукција истовремено, а и пласманот ќе биде подобар за разлика од годините кои што се случуваат, каде има доста понуда, доста количини за пласман, стасуваат во исти временски период и затоа луѓето не можат да дојдат до овој приход кој што го очекуваат. Значи, таквото различно временски период на засадување има и различно временски период на берба.